Закажаните избори дефинитивно го одложуваат пописот планиран за април идната година. Со прегазени рокови и неизвестна собраниска расправа за законот за попис, премиерот и директорот на статистика доправа ќе утврдуваат нов датум за пребројување на населението. Власта не исклучува можност попишувањето да биде спроведено на есен следната година, но работите не се така едноставни. Без изгласан закон не може да биде спроведен попис. Кратки се роковите за организација, но и ангажман на лица кои би го спровеле пописот. Статистика веќе предупреди, ако законот не биде донесен набрзо, ќе бидат погазени законските рокови од една година за распишување на тендерите за јавни набавки кои се неопходни за спроведување на пописот идната година. Што се однесе до законот, сакаме час поскоро да може утре да се донесе, ние ќе бидеме многу среќни. Значи инсистираме на тоа да се донесе што е можно поскоро, за да имаме конкретен термин и да можеме да ги сите технички работи врзани со овој закон кој што го детерминира, да можеме да ги спроведуваме како институција. Опозицијата обвинува дека стокмениот закон за попис е политички пазар меѓу двоецот СДСМ и ДУИ. Од власта пак се брана дека опозицијата имала доволно време за интервенција на законското решение. Една од главните забелешки на ВМРО-ДПМН е попишувањето на диаспората, а за тоа статистика ќе овозможи посебни поволности, па тие освен што ќе можат електронски да се попишат, за нив информации ќе споделуваат и блиски роднини. За оваа статистичка операција според нацрт законот предвидено е да бидат потрошени најмалку 522 милиони денари, но сепак нема наведено какви финансиски импликации ќе донесе пребројувањето на податоците, кое треба да следи во 2021-та. До тогаш Македонија останува единствената земја во Европа која располага со 19 години стари податоци за состојбата и структурата на населението.